Благодарам, господине Џафери. Прво би сакал да се заблагодарам на поголема група на пратеници, можеби 10, кои што се охрабривме да подпишеме една ваква иницијатива која што ја доставивме до Министерството за надворешни работи и до Владата на Република Македонија врз база на една стара идеја која што потекнува и од периодот на пред 7-8 години кога комисиите требаше да прават мерки за добрососедство помеѓу Република Македонија и Република Грција, но и многу претходно. Значи не е нова идеја, не ја смисливме, но 10 пратеници тука, без разлика на припадноста на политичките партии, подпишавме иницијатива да Владата на Република Македонија во целиот пакет на разговори со Грција да го стави како приоритет и овој патен правец, односно отварање на овој граничен премин. Покрај економската, транспортната предност, која што е огромна, заради тоа што, само по еден пример, граѓаните на Кавадарци сега, за да патуваат до Воден, треба да поменат 170 километри, а со отворање на овој граничен премин, патувањето ќе биде 70 километри. Тоа ќе е и за граѓаните на Неготино од корист, и за граѓаните на Велес, и за оние од Скопје кои што не би сакале да одат до Солун па да се враќаат назад за Воден, значи драстично ќе се скрати патувањето, можноста за трговија и така натака. Би сакал да потенцирам еден друг сегмент кој што е многу значаен и кој што мораме да го имаме во предвид. Можеби на колегите од СДСМ кои што гласаа за Преспанскиот договор нема да им се допадне, но тоа е факт и мислам дека треба да остане државен и национален интерес на Република Македонија, е тоа да се грижиме за припадниците на македонското малцинство во Република Грција, кои што, колеги, спротивно на тоа што го гласавте со Преспанскиот договор, постојат токму таму каде што ќе се отвара граничниот премин. Граничниот премин е на релација, според нашиот речник и според нашето познавање на топонимите, на релација Кавадарци-Саботско. Според речникот на Република Грција би бил Кавадарци-Аридеа. Но во целата таа мегленска област, од таа страна на границата, и во целиот тој воденски басен, живеат огромен број на луѓе кои што не јавно, заради тоа што не смеат, но успеваат да го зачуваат македонскиот такт, македонската музика, македонската песна, македонските ора и со гордост да го прават тоа. Се надевам дека отварањето на овој патен правец ќе значи полесна можност за комуникација од двете страни на Тиквешијата. Зошто? Заради тоа што многу малку луѓе знаат дека и пределот од таа страна на границата се вика Тиквешија. И таму има Тиквешко оро, и ваму има Тиквешко оро, ако се различни орат. Не е истиот начин како се игра, но Тиквешијата е од двете страни на границата, што само по себе зборува и за истата традиција и за истите културни вредности на граѓаните. Од тој аспект, замолница до заменик министерот за надворешни работи да стори се што е во негова можност и во можност на Министерството и на Владата и овој граничен премин, и оној граничен премин помеѓу Ресен и Костур, кај нас попознат како Маркова нога, ако не се лажам, на бреговите на Преспанското езеро, кој што исто во смисла на културолошката припадност на граѓаните има исто значење од двете страни на границата, да не останат мртво слово на хартија, туку да се потрудиме максимум да овие два гранични премини бидат отворени и што е можно побрзо да бидат ставени во функција. Тука секако има аспекти на финансирање, има аспекти на реализација на финансии, за тоа што треба градежни зафати. Иако колегата Панчо Минов многу добро објасни колку е должината на тој патен правец што треба да се пробие и да се направи, не е голема во километри, но теренот, јас сум бил таму и на лице место, колегата Минов бил сигурно, колегата Димков, колегата Бетијан, кој што исто така поддржа оваа иницијатива, бил таму, теренот не е лесен, ќе чини некоја пара повеќе од колку нормална изградба на пат. Владата да си предвиди средства за тоа во најбрз можен рок. Би ја замолил заменичката министер за финансии, доколку е возможно оваа ставка бар за програмирање на проектите да биде внесена во ребалансот на буџетот кој што веројатно ќе го имаме во септември месец, бар да започнат иницијативите, заради тоа што, верувајте, многу поголем интерес од
на Република Македонија да се отворат овие гранични премини и затоа мора иницијативноста и спремноста да оди од наша страна. Сме го дискутирале граничниот премин Клепало, знаете дека од македонска страна многу одамна беа завршени сите обврски, но од соседството од Република Бугарија долго време се кочеше отварањето на тој граничен премин од Берово на страна на Република Бугарија. Може би и пак ќе се доведеме во иста ситуација, може би подпишувањето на овој договор нема да значи конечно отворање на граничниот премин, но ние мораме да ги завршиме сите наши обврски, како планирано финансирање на проекти, планирано финансирање на изведба на овие проекти и сите оние документации кои што треба да следат, понатака и заради тоа што на Република Македонија заради развивање на економската соработка, заради развивање на стопанските врски, заради развивање на трговијата и заради поддршка на македонците кои што живеат во Република Грција е врвен приоритет отварањето на овие гранични премини. Јас така ги гледам работите и затоа ставив свој подпис на оваа иницијатива и чувствувам гордост заради тоа што ете еден мал милиметар, една тула во еден огромен ѕид за овие два проекти сум ставил и јас, но тоа значи и обврска и за мене и за сите колеги кои што се подпишаа, повторувам, од сите политички партии во Собранието на Република Македонија, да ја прашуваме владата континуирано во следниот период за реализација на оваа работа. Благодарам. Бетија Некитев има збор.